Ова утро разговарам со писателката Фросина Пармаковска, која што за книгата, односно за романот Кривата Дијана, ја доби наградата Пегас за необјавен роман 2025 година. Фросина, добро утро и честитки за наградата Пегас 2025 година. Добро утро, благодарам на поканата. Промоцијата веќе помина и оние кои што се љубители на пишаниот збор имаа прилика и да се запознаат со тебе, но и да разгледаат, да видат книгата, за што станува збор, односно романот, и секако да присуствуваат на доделувањето на таа награда Пегас 2025. За еден писател, дали е тоа можеби големо достигнување да се добие ваква престижна награда? Па да, како и секоја награда, од досегашното искуство, барем до сега, книгата со таа награда била доближена до читателите, ми отворила пат до преводи, до разни представувања тука во странство. Така што ете, за оваа награда се надевам дека ќе стигне до повеќе читатели. Тоа е крајната желба на секој писател. Како помина на промоцијата, дали имаше доволен број на, рековме, љубители на пишаниот збор? Да, промоцијата беше преубаво, тоа е еден свечен чин, каде што се и најблиските, секако и читатели и медиуми. Свечен чин каде што се заокружува едно поглавје. Веста за наградата беше објавена на почетокот на септември, но ова беше свеченото доделување, секако промоција. Па ете, јас мојата улога на такви настани е да уживам. Јас уживав во присуство на најблиските, на читателите и се поминав многу убаво. Кривата Дијана, така наслован на романот, за која доби оваа награда. Сега следното прашање е секако за темата на Кривата Дијана, каква тема обработувате. Под насловот велите роман за верижната вина. Да, романот започнува со една детска палавштина, пакост, која што, иако ќе има фатални последици, сепак ќе биде скриена, премолчена, затаена, но после многу години, после неколку децении, не само што се појавува, туку со ефект на лавина се разлева врз животите, не само на засегнатите главни ликови, туку и на целата заедница. Меѓу другото, е роман за траумата, личната и колективната траума, за болестите на едно општество, за несреќите кои што се повторуваат, но и за потребата да се тоа општество да се исцели, да почне една нова, поубава приказна. Ќе кажеме крајот на приказната или ќе оставиме читателите сами да го прочитаат романот и да го донесат заклучокот? Па да, нема да го открием експлицитно, но ќе кажам дека сепак романот, иако вака можеби звучи, темите се тешки од денешнината, сепак завршува со доза надеж дека нештата можеби ќе бидат подобри. Тогаш ќе ве прашам, кој ве инспирираше? Велите започнува со една пакост, нема никој кој што не направил некаква пакост, нели сите ние и како деца, па и возрастни знаеме да направиме пакост, но дали се пронаѓате и вие? Дали некој што се нашла во слична ситуација? Не прашам дали автобиографска, но дали преку лични примери ве инспирираше да ја напишете книгата? Па од примери дефинитивно на реалноста која што не обкружува. Во секој роман јас имам нешто лично мое, не знам, нели, не можам да ја повлечам таа линија конкретно, некаде тука во приказната има нешто од мене, но за овој роман директна инспирација ми беше денешнината, она што ни се случува нас, што ни се случува овде и сега. Бидејќи не сакавте нели да откриете како завршува самиот роман, но која е пораката која што сакавте да испратите? Дали како општество можеме едни со други, со заеднички сили да си помогнеме? Па да, токму тоа е пораката, солидарноста, но и потребата веќе еднаш да почнеме. И тоа е баш убаво го кажавте, да почнеме од себе, но и да почнеме како општество, веќе мора да почнеме да ги правиме тие промени, ако сакаме да осигураме некаква шанса за подобра иднина. Следното прашање кое што сакам да ви го поставаме околу домашните писатели. Еве ние како медиуми често пати зборуваме кога ќе треба да одбереме некоја книга да прочитаме, да се осврнеме на македонските писатели, да ги купуваме книгите на македонските писатели. Бидејќи ова е ваш 6-ти роман,
ова е награден сега роман, но колку сметате дека се повеќе се читаат домашните писатели? Имате ли чувство дека доволно поддршка ви даваме? Како граѓани, како медиуми, семејство, најблиски? Да, јас имам доста оптимистичко гледање кон ова. Има читатели кои што читаат македонски автори, кои што го ценат она што го пишуваме и кои што секако по природниот ред на нештата имаат различни вкусови. Но затоа пак од друга страна има и доволно писатели, така што некако може тука да се најдат и читателот и писателот. Понуда има, а јас силно верувам дека не само што јас верувам, има тренд на читање на македонска литература, верувам дека и доправа ќе се засилува. Да, нека остане така, да ги поддржиме македонските автори, тоа е многу важно и да читаме македонски книги и странски автори, но и наши автори. Ке доживее ли превод Кривата Дијана? Да, многу е рано за ова прашање, но може да се надевам. Не само еден, и повеќе нека има. Повеќе преводи да можат во светот да ја читаат Кривата Дијана. На што асоцира словот Кривата Дијана? Метафорички ја напишан или? Има и метафора, но и буквален е насловот, но тоа објаснување е роман за верижната вина. Инаку има лик, еден од позначајните ликови во романот е Дијана, која што пак е метафора за таа некоја светла надеж, верба од која не смееме да се откажеме. Ете, повеќе да не откривам. Да. Сама доволно ќе прочитаат сите оние кои што ги поддржуваат, кажавме, македонските автори. Што е следна фрасина? Или сега малку ќе одморите до крајот на годинава? Имате ли некои планови за 2026? Па да, следно е да одморам од пишување, еден простор да си легнат овие работи од 2025 година, особено романот, но ќе се фокусирам на една нова приказна, Горно Макондо се вика, тоа се курсеви за креативно пишување, но и детски работилници, така што ете, нова приказна со нови сили. Не застанувате, ќе творите и во 2026 година. А како што е редот, да ви ја честитам 2026 година, многу успеси, многу среќа, здравје, љубов и да бидеме сплотени, како рековме, повеќе да читаме македонски наши домашни писатели и да ви даваме поддршка. Ви благодарам и ви посакувам се најубаво.